Прво, Република Северна Македонија на референдум при своето осамостојување, при 30 години, се изјасни дека сакаме, односно граѓаните се изјаснија дека сакаме држава независна, која што ќе биде членка на Европската Унија и членка на НАТО. ВМРО-ДПМНЕ е партија која што беше против членството во НАТО. ВМРО-ДПМНЕ, сега заедно со нивниот нов коалиционен партнер Левица, се единствените две партии кои што се против членството во Европската Унија. И тие тоа јасно го покажаа при гласањето на предлогот од Европската Унија во однос на отпочнувањето на преговорите со Република Северна Македонија. Меѓутоа, доминантниот број на пратеници, 68, кои што ги представуваат граѓаните, донесува одлука Република Северна Македонија да ги отпочне преговорите. Тој референдум кој што го зборува председателот на ВМРО-ДПМНЕ е единствено заради нивна внатрешно политичка употреба. Бидејќи нема политичка партија, освен неговиот партнер Левица, која што партија е против Европската Унија и НАТО и која што е за сојуз некаков си централно-азиски со Русија, се против членство во Европската Унија и таа политичка партија треба идеолошки да расчисти прво кај себе, дали сакаат да ја видат Република Северна Македонија членка на Европска Унија или не сакаат да ја видат. Оно што можам да порачаме е дека Република Северна Македонија ги почна преговорите и тоа ги почнавме со чист македонски јазик, со заштитен идентитет, не кажано само од нас, туку напишано на хартија и потврдено од председателот на Европската комисија господја фон дер Леен и од подпредседателот на Европската комисија господинот Жозеф Борел. Оваа држава од денот на првата меѓувладина конференција го започна патот на своето зачленување во Европската Унија. Од тој пат нема ниту назад, нема ниту лево, а има уште помалку десно, односно кон истокот. Така да сосема е нерелевантно барањето на ВМРО-ДПМНЕ за некаков референдум кој што треба да биде изјаснување против зачленување во Европската Унија.